По неколкуте успешни наслови што инспирираа илјадници читатели, Коста Петров ни носи уште една книга што никого не остава рамнодушен. За нејзината порака, инспирацијата, но и за гласот што сите го слушаме самите во себе, утрово разговараме токму со него. Коста, добро утро и добре дојдовте во утринската програма Македонија наутро на јавниот сервис. Книгата Гласот во твојата глава е наслов што самиот сугерира на една длабока и лична тема. Што ве инспирираше токму вашиот внатрешен глас да го преточите во една приказна? Па се започна летос, кога читав неколку книги кои што говореа за гласот во главата, меѓутоа сите беа напишани кој е ефектот на гласот во главата, односно нас се што ни прави гласот во главата. И вака седам на плажа, читаме на книга и се викам, а што ако има книга каде што гласот ја раскажува неговата приказна, бидејќи нели за да го победиш непријателот треба да го запознаеш многу добро. И така ми се роди идејата и само еден voice note направив у телефон за да не ми побегне мислата. И после кога се вратив седнав и онака 2 месеци интензивно ја пишував. Во книгата зборувате за битките со самите себе, нешто со кое секој од нас се соочува. Колку беше тешко токму овие внатрешни битки да ги преточите во зборови и да ги споделите со јавноста? Ова можеби, ова ми е 8 книга и можеби беше најтешка за пишување, затоа што стварно сакав да го доловам оној морничав глас и дури кога ја пишував во темна соба со хорор музика. И затоа толку долго ја пишував, зашто не може онака едно поглавје ќе напишам и ќе речам сега е време за пауза. Меѓутоа ми беше многу важно да го доловам тој манипулативен карактер на гласот, што од една страна ни вели ја те заштитувам, ама во исто време те држи во комфортната зона да не се помрнеш, да не можеш да го доживееш сопствениот најголем потенцијал. И долго време ја пишував и не можев да ја завршам. Се викам, чекај, како ќе ја завршам книгава? Бидејќи стануваше се поморничава, викам сега едно време си викам стоп, сега морам некако да замислам да ја завршам и ми треба 2 недели да замислам како да ја завршам книгата. Ама кога ја ставив последната точка, се реков тоа е тоа. Велите дека гласот во главата не треба да се игнорира, туку истиот треба да се прифати и да се разбере. Како се постигнува тој момент на прифаќање и тишина во себе? Па најпрво да прифатиш дека постои во тебе дел што не си ти, а тоа е гласот во нашата глава. И најчесто ние си велиме, ама тоа сум јас сум таков. И сега прашањето што треба секој од нас да се го постави е дали ова сум навистина јас или ова е гласот во мојата глава. И всушност не е книгава напишана за ти да го уништиш гласот, бидејќи не можеш да го уништиш гласот. Гласот постои во секој од нас. Меѓутоа, целата идеја за книгата е да го прифатиш гласот и да му го намалиш тонот, да знаеш дека постои, меѓутоа да не дозволиш да го контролира секој аспект од твоето живење, дека можеш да го уништиш скрос или да го елиминираш, не верувам дека тоа е можно, бидејќи гласот има и позитивен карактер. Оној момент за што не заштитува, што не штити. Што не кажува, чекај, пази, не поминувај на црвено, или моменти кога знае дека треба да не заштити. Меѓутоа има и такви моменти кои што не тераат да бидеме деструктивни, да се откажуваме, да се казнуваме себе си и така натаму. И сега многу е тенка границата помеѓу заштитничкиот глас и оној манипулативниот глас. И всушност мислам дека тука е најтешката битка, да одредиш границата и да знаеш каде завршува заштитата, каде започнува манипулативноста. Познати сте по книгите што многумина инспирираат, но исто така и тоа што ги спојувате личните искуства со професионалните предизвици. Во што гласот во твојата глава се разликува од вашите претходни изданија, како на пример Се гледаме на врвот или Психологија на успехот? Секоја моја книга е одраз на тоа како сум бил јас во тој момент. Се гледаме на врвот ја напишав пред 13 години, мислам. И сега пред некој време ја читав и
Постојат одредени работи со кои што уште се согласувам, а секога читам онака на моменти ми беше и хумористична, затоа што и нормално е да еволуираш, ти тама работа да мисли што бил пред 13 години. Меѓутоа и сега ова секогаш кога ќе напишам последната книга се викам дека оваа книга ми е најомилена, ама оваа стварно ми е најомилена и мислам дека ми е и малце и позрела, затоа што едно е да пишуваш книга кога имаш 29 години, а друго да напишеш книга кога имаш 41 години. Делата секогаш ви се исполнети со искреност и со надеж. Колку е важно за вас да ги охрабрите луѓето да веруваат во себе, особено кога внатрешниот диалог негативен е толку гласен? И види една работа што мислам дека не поврзува сите, дека сите некако поменуваме низ истиот хаос на животот. И треба да се зборува за овие теми. Знаеш, многу е лесно да зборуваш ти за теми што се супер, е супер, вака, онака, со пријатели да излезеш да славиш и така натаму, меѓутоа на крај се враќаш дома со сопствените мисли и некои од тие мисли се мрачни. И тие мрачни мисли треба да ги споделиш со луѓето. И поентата на секоја моја книга не е да те натерам ја да веруваш во себе, затоа што не е доволно само да веруваш во себе. Мислам дека е многу поважно константно да работиш на себе, да учиш од сопствените грешки, да ги пронајдеш лекциите во тие некои потравматични моменти во животот и едноставно да созреваш. И мислам, кога ќе ја видиш мојата прва книга до оваа последната, баш се гледа некаква еволуција на размислувањата. И можеби за 2-3 години ќе имам комплетно нешто различно мислење, ама важно е да се зборува за овие теми. Како изгледа вашиот креативен процес? Дали пишувањето е терапија или дисциплина или пак нешто помеѓу? Терапија, значи знаеш, ја професионално се бавам со нешто сосема друго. И мислам дека секој од нас треба да го најде тој креативен вентил, каде што се изолираш од се што ти е секојдневие и влегуваш во еден нов свет каде што времето застанува. Ја кога пишувам, времето застанува. Например, ќе почнам пишам, ќе гледам више 5-6 сати седам на лаптоп и кичмава ме боли. И кога ќе го пронајдеш тој креативен простор, тој креативен вентил, иако нели е исцрпувачки, сепак ти дава некаква енергија што после може да ја насочиш во сите аспекти на живењето. Коста, книгата е достапна во книжарниците и е една од најбараните и најпродаваните. Какви се реакциите од читателите? Дали се пронаоѓаат читателите во нивниот внатрешен глас? Реакциите на сите се речиси исти. И баш пред некој ден ми пиша една читателка, ми вика решив за викенд да прочитам нешто да се релаксирам. Овак не е книга за релаксирање. И баш ми вика, прочитав 20 страни и се утепав од плачење. Мислам, не е ни поентата сега да паднеш во депресија после читањето на книгата, ме така книгата те соголува. И мислам дека е многу интимна, затоа што е напишана во прво лице, гласот тебе те зборува. И некако во исто време му дава тригери на гласот во твојата глава и ти почнуваш да го слушаш гласот во твојата глава како што ја читаш книгата. И тоа ми беше мене ефектот. Не е ова моја книга, не е ова книга, се разбери ме мои искуства во неа, ама поентата и кога ја пишував книгата ми беше кога некој ќе ја чита книгата да се разбуди гласот во нивната глава и да ги слушнат сите работи што гласот им ги има правено на животот и ден денес им ги прави. Тука може и јас да се надоврзам, бидејќи неодамна ја читав вашата книга и уште од првите страници книгата сама од себе те набедува да продолжиш да ја читаш до самиот крај, навистина е интересна. И за крај на нашиот разговор, што е она што вие сакате да го почувствува секој еден читател на вашата книга кога ќе ја затвори последната страница од гласот во твојата глава? Интересно е тоа што додека ја читаш книгата, секое поглавје е помрачно и помрачно до самиот крај. Затоа што низ целата книга само гласот зборува, значи монолог е на гласот и дури во последното поглавје ти како читател се вклучуваш во дискусијата. И сега да не го откривам крајот, меѓутоа кога луѓето ќе ја завршат книгата, кога ќе ја затворат, сакам да сватат дека сите ние се многу повеќе од гласот во нашата глава. Гласот во твојата глава е книга што не учи дека најважниот разговор е оној што го водиме со самите себе. Коста, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето ова утро во Македонија наутро и ви посакуваме уште многу успешни изданија и уште бројни наслови. Фала многу и на поканата и на поддршката.